Почитувани, вчерашната централна прослава на 100 годишнината од албанското знаме и државност беше кулминација на неодговорното, погрешно и крајно навредливо однесување на владините коалициони партнери. На оваа прослава и претходеа провокации со поставување споменици, јарболи и огромни албански знамиња, без притоа на ниту едно место да биде поставено македонското државно знаме како символ на суверенитетот, со што се понижи македонското достоинство. Суверенитетот и националното достоинство на Република Македонија дополнително беше понижено со фактот што во центарот на Скопје, во салата Борис Трајковски, гостите од соседна Албанија и Косово, премиерите Бериша и Тачи, славеа, а председателот Иванов и премиерот Груевски избегаа. Едниот се скри во својата вила на Водно, а другиот избега во ненајавена посета на САД. Значи, гостите на големо славеа, а домакините избегаа и ја оставија куќата празна. Ако Република Македонија е наша заедничка куќа, тогаш Иванов и Груевски мораа да го демонстрираат националниот суверенитет на Република Македонија. Тие со своето бегство ја отстапија територијата на Република Македонија. И ова не е прв пат да избегаат. На неодамнешната прослава на 100 годишнината од Кумановската битка во Зебрњак, српскиот председател Николич и премиерот Дачич исто така славеа на македонска територија, без присуство на домакините Иванов и Груевски. Кој друг, ако не председателот и премиерот на државата, како носители на државниот суверенитет, се обврзани да го заштитат македонското национално достоинство? Ваквото однесување покажува дека наводниот патриотизам на премиерот Груевски се сведува само на лажно удирање во гради. За скандалот во Слупчане, премиерот Груевски побрза да истакне дека немало да дозволи да се понижува македонското достоинство, а сега никаде го нема. Дали премиерот смета дека не беше загрозено македонското достоинство и чувствата на македонскиот народ? Договорениот хаос кој во Вранови го сервираат владините партнери, прави ненадоместлива штета на меѓуетничките односи и создава длабоки поделби во македонското општество. И за овој негативен тренд, одговорноста е исклучиво нивна. Благодарам, доколку имате прашања, повелете. Катастрофа. Значи, тоа во ниту една суверена држава го нема. Хајде надвор темата. Дали сте одлучили за кандидатот во Струга и дали ќе му одговарате на недостатъчни за победа во американската амбасада за праќање на договорите? Ние за нашиот кандидат во Струга се уште постапка не сме отпочнале, таа ќе следи деновиве. Како опозиција отворени сме за соработка со сите опозициони партии, меѓутоа она што сакам да го истакнеме дека немаме намера преку медиумите да разговараме за соработка со било која политичка партија, бидејќи сепак разговорите треба да се одвиваат помеѓу две партии. СДСМ и со него и без него на следните избори од една победа. Благодарам.